Благодарам, господин Джафери. Колеги пратеници, почитувани представници на владата. Денес дискутираме за предлог закон за данок на личен доход по скратена поставка. Всушност, денес дискутираме за ново кревање на даноците или, народски кажано, денес дискутираме за нов арач, кој што вие како парламентарно мнозинство ќе им го наметните на граѓаните. На еден начин, како парламентарно мнозинство и како влада, ваше право е да го менувате даночниот систем на државата. Меѓутоа, начинот на носење на овој закон не соодействува со важноста на тоа што сака да го направите. Замислите, менувате даночен систем преку скратена постапка на брзина, наврат на нос. Ако не направевме напор да направиме јавна расправа, ќе поминеше и без јавна расправа. Преку ноќ. Министерот во своето излагање законот го подкрепуваше со неколку тези. Прво, дека ќе се напушти досегашниот рамен данок кој што владее во даночниот систем. Јас би искоментирал на тоа дека всушност досегашниот и сегашниот данок не е рамен данок. Досегашниот данок е пропорционален данок. Има голема разлика. Втора работа, министерот вели дека овај данок кој што во овој момент постои во нашиот даночен систем е одлика и карактеристика на социјалистички земји и земји со слаби институции. Дали ова значи дека од 1. јануари наредната година, веројатно кога ќе стапи во сила овој закон, ние повеќе нема да сме земја со слаби институции? Дали ова значи дека стварно дојде животот и дека институциите во Република Македонија се толку јаки што е време да преминиме на друг даночен систем? Бидејќи нели овај постоечки даночен систем е одлика на земји со слаби институции. Јас не бих се сложил со таа констатација, меѓутоа министерот си знае. И третата работа која што министерот така доста често ја споменува, вели овај е праведен данок. Побогатите ќе плаќаат повеќе од посиромашните. Прво би рекол дека ова не е точно, бидејќи и сега тие луѓе кои што имаат поголеми лични примања плаќаат повеќе данок од тие луѓе што имаат помалку лични примања. 10% персонален данок на 60.000 денари е 6.000 денари. 10% персонален данок на 20.000 денари е 2.000 денари. Значи и сега побогатите, како што ги нарекува министерот, или поуспешните, како што всушност е реалноста, плаќаат повеќе данок од тие кои што имаат помал личен доход. Имаше јавна расправа на која што буквално сите институции и луѓе кои што беа дојдени таму имаа забелешки за овој данок. Буквално сите. Сите стопански комори, нашите домашните, Стопанската комора и на странските инвеститори, имаше забелешки од асоцијации, имаше забелешки од поранешни министри, економисти. Меѓутоа, не, вие како парламентарно мнозинство сакате да го донесите праведниот данок заради класичен популизм. Бидејќи на крајот на краиштата и самото министерство признава дека со оваа измена се очекува прилив од 20 милиони евра на крајот на годината. Нешто што после како власт ќе било вложено во здравството, во образованието, во со еден збор, со оваа измена од утре економијата ќе почне да цвета. Меѓутоа факт е дека како влада не знаат да продуцираат поголем економски раст, не знаат да испорачаат
капитални расходи и не знаат како сето тоа да го направат на подруг начин, да обезбедат прилив во буџетот. И најдобар начин е, дајте ќе изголемиме даноците, дајте ќе изголемиме акцизите, за работа нема потреба многу да му мислим. Праведен данок и со ова ќе се намали праведната нееднаквост. И тоа се образлага со тоа што 1% од богатите во Република Македонија учествуваат со 14% од приходи во буџетот. Меѓутоа, мора да кажеме дека ваква слична ситуација се наоѓа и во оние земји кои што немаат пропорционален, тоест рамен данок, како што милува министерот да кажува. И во оние земји каде што се прво многу побогати од нас, и второ каде што имаат прогресивно даночно оданочување. Пример, Германија има 13% од богатите кои што учествуваат, или Обединетото кралство со 14%, баш тие 1% од најбогатите граѓани на Република Македонија. Значи, ово што нема врска овој закон, тоест ова даночна реформа со праведност. Ова даночна реформа ќе удри директно по успешните. Ова даночна реформа ќе удри по информатичарите, млади деца кои што заради приликите на пазарот на трудот и светската економија имаат добри примања. Ова ќе удри по успешните лекари, по успешните професори. Ова даночна реформа нема да удри по богатите. Значи нема да удри по оние луѓе кои што поседуваат удели во фирми од кои што земаат дивиденти. Бидејќи за тие дивиденти ќе плаќаат, дури замислете, и помалку 15% данок. Не 18% како што треба да платат овие успешни професионалци. Ние на комисијска расправа поднесовме неколку амандмани. И покрај тоа што, нели, сте отворени за соработка и така натаму, пример ќе дам еден пример каков амандман не беше прифатен. На наш предлог беше да приватното здравствено осигурување биде ослободено од данок. Тоа беше одбиено, меѓутоа сакам и да го појаснам што мислевме со тоа. Ако ние стимулираме приватно здравствено осигурување, луѓето кои што имаат можност да си платат приватно здравствено осигурување, утре други ден ќе се лечат во приватни здравствени установи. Значи, нема да прават, гужва во државните институции, а од друга страна истите тие луѓе ќе бидат обврзани да си плаќаат здравствен придонес во здравствениот фонд на Република Македонија. Значи, пари од нив ќе си пристигнуваат во фондот, а трошок заради нив државниот фонд ќе нема. Тоа сакавме со амандманот да го промовираме, тоа да го поттикнеме приватното здравствено осигурување. Меѓутоа и тоа вие како мнозинство го одбивте. Исто дадовме амандман за олеснување на младите информатичари. Луѓето кои што се занимаваат со оваа проблематика и кои што во овој момент имаат успех и на пазарот и со нивните повисоки плати се придонес и мотор, да речам, на младите луѓе да се занимаваат со таа професија. И тоа беше одбиено. Целта на овој закон е тоа што кажав на почеток. Популизам. Целта на овој закон е едно ветување кој што беше дадено во вашата изборна програма, па нешто да направите, да не испадне дека ништо што сте ветиле немате направено. Наврат нанос е донесен, без некоја темелна анализа и без некоја консултација со стопанските комори, се во цел да биде шкртнато дека ево ова исполнет. И нормално ќе му залепите еден голем епитет, дека ево, конечно богатите ќе ги оданочиме, конечно ќе воведиме праведен данок и се ќе биде убаво, лесно и се од утре други ден мет и млеко ќе течи во оваа наша држава. Благодарам.